Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, поднесовме закон за средно полициско училиште, бидејќи полициското образование, како и во секоја развиена држава, така и во Република Македонија е во функција на подготовка на идните полициски службеници за комплетно извршување на задачите од нивната струка. Целта е подготвено да се одговори на сите безбедносни предизвици, што кој се соочува државата, особено за да се биде во чекор на превенирање на сите можни облици на општествени девијации со цел успешно справување со нив. Со овој закон се предвидува основање на државно средно училиште со цел образованието и обуката на учениците за полициската професија, кој ќе работи по наставни планови и програми утврдени од Министерството за образование и наука и согласност да добиве исто така и од Министерството за внатрешни работи. Исто така, се предвидува ова средно образование да функционира во рамките на сегашниот Центар за обука во Идризово, односно согласно новиот закон за внатрешни работи, односно Полициската академија. Истото ќе биде во времетраење од 2 учебни години, односно 3-та и 4-та година средно образование, така што секој кандидат ученик по завршувањето на првата и втората година средно училиште на објавен конкурс може да се пријави и доколку ги исполнува предвидените услови, своето образование да го продолжи во средното полициско училиште. Недостигот од формализирано полициско средно образование го отежнува процесот на кариерен развој во безбедносниот сектор, ја намалува предвидливоста на човечки ресурси и не дозволува рано селектирање, воспитување и обучување на кадар според специфични безбедносни потреби на државата. Сепак, досегашниот систем на обуки се фокусира исклучиво на лицата кои веќе заснуваат работен однос или се дообучуваат, што не овозможува рана и целосна подготовка на идните полицајци. Поради тоа се јавува оваа потреба за воспоставување средно полициско училиште кој ќе обезбеди континуирано, структурирано и квалитетно образование уште од средношколска возраст со цел да се подготви кадар кој од првиот ден на својата професионална кариера ќе поседува теоретски и практични вештини во согласност со безбедносните стандарди и потребите на државата. Согласно постојниот закон за внатрешни работи, кој што се уште е во важност, работен однос во Министерството за внатрешни работи на место полицаец се заснова само врз основа на јавен оглас, под услови утврдени со овој и посебен закон. Избраните кандидати за полицаи се упетуваат на основна обука за полицаец во Центарот за обука на Министерството. Во Центарот се спроведува обука на работник кој за прв пат заснува работен однос во Министерството, основна обука за полицаец, заради оспособување на работник за самостојно вршење на работите на одредено работно место и континуирана обука. Согласно новиот закон за внатрешни работи, кој влезе во сила на 13 август, а ќе започне со примена по 9 месеци, односно 13 мај, се предвидува полициското образование во рамки на средното полициско училиште како еден од начините за заснување на работен однос во Министерството за внатрешни работи на работното место полицаец. При тоа се предвидуваат во средното полициско училиште да се запишуваат ученици под услов и постапка утврдени со закон. Согласно потребите на Министерството за внатрешни работи, ќе може и паралелно да се спроведува и досегашната основна обука за полицаец во време траење од 1 година, односно да има и дополнителни огласи. Анализите од досегашната пракса и искуство од земјите кои се спроведува средното полициско образование, односно од Хрватска, Босна, Чешка, Србија и други земји, укажуваат на тоа дека со ваков вид на образование, иако се произведуваат помал број на кадар, со истото се оди на подигање на квалитетот на кадарот. Самото образование како подолготрајно дава поголеми резултати. Дополнително на ова и фактот што кандидатите за средно полициско училиште се запишуваат на 15, односно 16 годишна возраст, наспроти до сегашната возраст на обука на кандидатите за полицајци од 18 до 25 годишна возраст. Морам да спомнам дека последната генерација, односно 24-та од средното полициско училиште, има завршено во 2000 година,
а со примената на ова законско решение ќе може 25-та генерација да продолжи средно полициско училиште. Предлог законот е усогласен со Законот за средно образование и од овие причини бараме во скратена постапка да се разгледа исто законско решение да се донесе на пленарна седница, како би можеле да го реализираме овој значаен проект, односно функционирање на средното полициско училиште. Ви благодарам.